Здраво и добре дојде во ова видео. Доколку ме гледаш прв пат, јас сум Александар Кочовски, бизнес ментор, инаку се она што се трудам да го правам, а се надевам дека го правам добро, тоа го кажуваат клиентите, а тоа е дека се трудам да го преобликувам бизнисот да им служи, а не тие да му станат роб и да му служат нему. Во ова видео ќе зборуваме токму за една од клучните работи кои што најчесто правиме превид или ги забораваме, а тоа е дека се што треба да правиме е цел наш бизнис, идеална понуда и се она што го правиме да се фокусираме и да го насочиме кон еден идеален клиент. Зошто е токму ова важно? Па види, да живеевме во Кина ќе беше сосема нормално, да живеевме во Берлин или Истанбул ќе беше окей, можеш да експериментираш и да грешиш, 7-8 милиони туристи влегуваат во текот на еден ден, па да продадеш по 1 евро парче на ден, денеска ти ќе имаш супер бизнис и имаш време, нели, да експериментираш и сепак да бидеш задоволен. Но што е поентата во вакви мали микросредини, што мене ми е фантастично како нашата држава, а тоа е дека ние не смееме да си дозволиме да глумиме голема компанија, да се фокусираме на сериско производство, на сериски производи, бидејќи трката со големите компании однапред е изгубена, трката со големите држави производствени како Кина и останатите исто така ни е изгубена. Каде е нашата компетенција, каде е нашата конкурентска предност, каде е нашата мала разлика или простор каде што можеме да се позиционираме и да изградиме се уште успешен бизнис. Па тоа е така што ќе креираме буквално идеална понуда и доколку немаш креирано идеална понуда, тоа е видеото следно во кое што ќе зборувам, првата задача е да креираш идеален клиент. Значи се фокусираме во длабина, наместо да се фокусираме во ширина. И еве зошто тоа ни помага. Кога се фокусираме во длабина и кога се обраќаме само на еден идеален клиент, тоа значи следно. Дека буквално одредуваме најпрво целна група, во која индустрија, во кој сегмент, која возраст, која географска положба ќе функционира нашиот бизнис, односно каде се наоѓаат нашите клиенти. Добро е да му поставиме и име, да знаеме кому се обраќаме, односно аватар да креираме. Ајде, сега е популарно темата, нели, називот аватар. Значи, буквално да креираме име, возраст, пол, нација, генерација, кои се неговите проблеми кои што ми ги решаваме, каде тој живее, какви му се неговите навики, какви му се неговите потреби, каде излегува кафе да пие, која гардероба носи, каква носи, колку често купува, значи буквално да не влеземе во неговиот мозок, како што тоа Google и SEO агенциите ласерски го прават добро. И еве еден пример. Дали е подобро и се исто да имаш продавница за спортска опрема или е подобро да имаш бизнис кој што се занимава со снабдување и опремување на спортска опрема, но овој пат само за луѓе кои што сакаат да се бават со велосипедизам или еве како јас со планинарење и алпинизам. Дали се истите брендови кои што ги следиме и дали си видел на планина или на алпинизам човек кој што се бави да има гардероба од Nike? Мала е веројатноста, и тамо има други брендови како, Millet, како North Face или кој де. Од друга страна, што и каква опрема купуваат овие спортисти кои што се бават со џогирање? Тоа е некои сосема се други брендови. Значи, колку подобро дефинираш на која публика им служиш, на кој еден идеален клиент му служиш, толку подобро ќе знаеш да ја насочиш ласерски прецизно твојата рекламна кампања, пораката која што ја испраќаш и офлайн и онлайн, сиот твој тим ќе знае на кому му служи и на тој начин стануваш експерт да им служиш на мала група предприемачи. Но погледни каде е поентата во вториот дел. Секој еден човек кој што ги задоволува првите 3 критериуми за да стане купец, а тоа е да биде свесен дека има проблем, да бара решение и да е подготвен да плати со време, пари и енергија, буквално му се обраќаш и му служиш само на овој клиент. Свесен е дека ќе оди на планина, свесен е дека на планина има 4 годишни времиња и тоа може да се случи во еден ден, и овој клиент е свесен дека со ваква планинарска опрема нема играње. Тој сака квалитет, сака бренд, сака нешто што ќе му долева сигурност
дека нема ништо да го попречи да ужива во тој, не знам, 2 часа, 5 часа ден или можеби ако е кампување. Од друга страна, ако ти се трудиш да трошиш пари на маркетинг, да купуваш, не знам, роба, опрема или истото важи и за услуги, никогаш, ама баш никогаш нема да допреш до клиент кој што не гледа на пари, кој што не гледа на време, кој што не го интересира ширина, туку го интересира точно, ласерски, прецизно да си го реши проблемот кој што го има. Ако разговараш на широк речник, никогаш нема да допреш до него. Ако разговараш на преку твоите маркетиншки кампањи, никогаш нема да допреш до него. Ако твојот тим не знае за кого постоиш, ако твојот тим не е едуциран за услугите или производите кои што ги пласираш и продаваш, како ќе ги задоволи информациите, карактеристиките, како ќе ги задоволи радознавоста и потребите на твоите клиенти, ако не знаете за кого и постоите, кој проблем го решавате. И знам дека 100 пати ти се случило, кога ќе влезеш да купиш машина за перење, телевизор или што и да е, и кога ќе му поставиш прашање на продавачот, која е разликата помеѓу производ А и производ Б, и он ти зборува 300 работи или ти зборува глупости, или дека најчесто се продаваат, или дека, не знам, ова има повеќе гаранција, но дали се тие одговорите кои што сакаш да ги слушнеш. Се надевам дека ова видео ќе ти користи и само за сам крај. Доколку немаш креирано идеален клиент, како ќе звучи твојата кампања? Како ќе се обраќаш преку маркетинг? Тоа значи дека ако се трудиш да му се допаднеш на секого, на крајот не постоиш за никого. Доколку сакаш да ти помогнам, под ова видео имаш линк, кликни, закажи 30 минутна бесплатна консултација и ако сме добар фит, можеби некогаш и ќе соработуваме, како и да е, се гледаме во следното видео во кое што ќе зборувам за важноста од дефинирање и креирање на една идеална понуда. Поздрав!